Во Македонија наутро од вчера до 6 декември. Арама е домаќин околу 600 припадници на вооружените сили од Канада, Грузија, Полска, Литванија, Украина, бидејќи се реализира 25-та јубилејна вежба под наслов Maple Arch. Станува збор за компјутерски асистирана вежба, која што за прв пат ќе биде комбинирана со теренска вежба, на која што приближно 60 планери од 6 земји учеснички скоро една година се подготвуваа. Каде што, како и кој се е дел од приказната, дознаваме од нашите соговорници. Велиме добро утро за полковник Ивица Цветковски, директор на вежбата Maple Arch. Добро утро и добре ни дојдовте. И мајор Шон Кларк од вооружените сили на Канада. Добро утро и добре ни дојдовте. Грузија, Украина, Полска, Литванија беа земјите во кои досега се реализираше оваа вежба. Одговорноста на ИЧЕС-та да ја организираме 25-та ни припадна нам. Тоа значи дека во моментов армии на 6 земји со околу 600 учесници се во Македонија. Се почна вчера, како помина првиот ден. Точно, најпрво добро утро на гледачите на македонската телевизија. Благодарам на поканата во утринската програма. Јас сум, како што кажавте, полковник Ивица Цветковски, одговорен за планирање и реализација на самата вежба. И точно да, во моментов имаме реализација на вежбата Maple Arch 24, кој што по 25 пат се реализира, и тоа е јубилеен пат. Учеството во вежбата имаме на 600 припадници од 6 земји, како што кажавте, покрај припадниците од армијата, туку учествуваат и припадници од вооружените сили на Канада, на Полска, на Литванија, на Грузија и на Украина. Целта на вежбата е сушност да се зголеми интероперабилноста на учесниците. Во овој случај тоа е баталјоните кои што се наоѓаат на оваа вежба, и овие баталјони, одно штабовите на самите баталјони, имаат за цел заедно со се наоѓаат под команда на бригадата, на мултинационална бригада, и истите се Слободно. Истите треба да ја зголемат интероперабилноста на самите учесници. Мајор Кларк, ајде да им појасниме и на нашите гледачи каква е динамиката на вежбата. Споменав никаде во најавата дека станува збор за компјутерски асистирана вежба, но за прв пат ќе биде пропратена и со теренски активности. Што се ќе се случува во деновиве кои што следуваат? So it's a computer assisted exercise combined with the FTX. Fantastic. Thank you for the question. It's a very complex and dynamic challenge to conduct an activity like this at such scale. Тука е многу тешко да се организира активност од ваков размер и со многу учесници. So while the Macedonian army has soldiers in the field, we bring this group of leaders together, and it provides them with the opportunity to take on complex challenges, do critical thinking, and come up with solutions to the problems. Додека дел од учесниците се на терен на криволак, во компјутерскиот дел, односно во Центарот за симулации во Велес, имаме обука на лидери на овие единици, кои што представува комплексен дел и секако дека комбинацијата на овие вежби е малку по-комплексна и по-динамична. But for the leadership, it provides them an opportunity to practice things that are not necessarily something that we would be doing in real world. For instance, how do you respond to a massive movement of people because of a natural disaster, for instance? We have the ability to simulate that so we can add these complex challenges.
Значи, лидерството овозможува овде вежбање на различни активности во различни ситуации, како што може да биде стресна состојба, кризна состојба и така натаму и така натаму. Овде би појаснил само за гледачите на македонската телевизија дека што е компјутерски асистирана вежба. Тоа е вежба која што користи на компјутерите се користи софтвер, односно програма за симулации, која што возможува во одреден простор на одредено време да се презентира некоја состојба ситуација, каде што потоа може врз основа на планирањето на баталјоните, во овој случај кај нас, да се преземат одредени мерки, насоки на дејство, донесување на одлука, сето тоа се става во симулациите, односно во програмата, за на крај да може да се анализира сето тоа и да се потоа овозможи анализа на донесувањето на самата одлука. Само мала консултација со колегите во режија, значи планирање, ние насловот за подготвеност за планирање и извршување на операции за поддршка на мирот во мултифункционална средина. Приближно 16 планери од 6 земји учеснички скоро една година учествуваа во планирачкиот процес на вежбата преку реализација на 3 планирачки конференции кои се реализираа во касарната во Велес. Зошто е важна реализацијата на вежба како Maple Arch? Кој е бенефитот од армиите кои учествуваат во истата? Како што рековте, значи планирачкиот процес учествуваа 60 планери од 6 земји. Тоа се всушност земјите кои што учествуваат и на самата вежба. Планирачкиот процес се одвива скоро една година, значи започна од почетокот на годината со реализација на курс за планирање на вежби овде во Македонија, каде што учесници на тој курс беа всушност учесници од земјите кои што учествуваат сега на вежбата. На тој курс јас и Мајрот Кларк бевме инструктори на самиот курс. Потоа започна планирачкиот процес со 3 конференции и потребен број на работилници. За време на планирачкиот процес всушност се планира самата реализација на вежбата, односно самото сите фази во вежбата за време на реализација, по денови па и по часови. Планирачкиот процес е во согласност со НАТО директивата за планирање на вежби и со реализација на самата вежба се заокружува цел тој процес, врз основа на што потоа се вршат одредени анализи, научени лекции и сето тоа потоа се зема во предвид за понатамошните планирање вежби, па и обуката во армијата кај нас. И Мајр Кларк, имајќи предвид дека на оваа вежба може да се разменат искуства, но и да се стекнат нови. Каков е вашиот впечаток? Може ли македонската армија да се носи рамо до рамо со колегите од државите кои што во моментов се нагости овде кај нас? Macedonian. Absolutely. It's been an absolute pleasure to be here in Macedonia and working with the Macedonian Army. I have been doing this since 2018, so 6 years, and I have seen a fantastic group of dedicated and motivated soldiers and officers who have gone above and beyond to demonstrate through the process to becoming NATO members, to being really stalwart, good allies within the alliance. Секако дека сретнав многу квалитетни офицери и подофицери, се занимавам со ова од 2018 година, вклучен сум во ова од 2018 година и досега сум препознал многу припадници на армијата кои што може да се носат рамо до рамо со останатите, особено со влегувањето на Македонија во НАТО. Ова е задоволство да се работи со нашите припадници. Сите комплименти. Колку искуствата, Ивица, од вежбата на долг рок ќе бидат корисни за армијата на Македонија? Учеството на овие меѓународни мултинационални вежби е доста важно за нашите припадници. Тука стекнуваме, нашите припадници стекнуваат доста нови знаења, ги надградуваат веќе постоечките, искуствата кои што ги стекнуваат се бесценити затоа што потоа и се преминуваат во секојдневната обука. Врската која што се зајакнува за време на овие вежби со сојузниците и партнерите од големо значење. Сепак и мотото на самата вежба Maple Arch 24 е
заедно посилни. Имајќи во предвид дека, како што спомнавме, во Центарот за симулации имаме компјутерски асистирана вежба која што возможува со минимални ресурси да се обезбедат услови за извежбување на штабовите на баталионите. Тука можам да кажам само дека за време на оваа вежба учествува нашата примарна единица, да ја кажам, односно декларирана единица во НАТО, а тоа е лесната пешадиска баталионска група, која што нејзиниот штаб и командата ги користат сите бенефити на оваа вежба се со цел подготовка за предстојното оценување кој што го имаме во 2026 година од страна на оценувачки тим врз основа на стандардите на НАТО за оценување. Вежбата трае до 6 и повторно ќе ве повикаме после тоа да видиме како поминала се и колку сте задоволни од истата. Но во меѓувреме, еве последното прашање, ќе завршиме со вас, мајор Кларк. Знам дека имате богата агенда и полни раце работа, но она што ме интересира е дали успеавте да видите нешто надвор од целава приказна, да посетите некој од македонските природни убавини, да ја пробате македонската храна што најмногу ви се допаѓа во моментов овде? Do you have any favorite food? Places? Of course. Of course. Well, I must say, when I was introduced to Uvijać for the first time, Dobra. I will order that every time it is on the menu. And I personally am a red wine fan, and I think that your viticulture here in Macedonia is fantastic. You have a lot to offer the world when it comes to cuisine. Ова ни требаше за крај, нели? Да, значи, Увијачот е негово милено јадење, црвеното вино го преферира и сите вина, односно, му се добро познати и му се допаѓаат и секако дека имаме што да понудиме на светот. Имаме и до 6 ќе им понудиме на сите гости, да. Веќе Ивица на крајот разговорот е подруго. Така, веќе се насмеевме, се опуштам. Единствено војник може да уплаши само камера. Да. Ништо друго. Да, точно. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија. Наутро посакувам убав помен и се разбира искуствата од вежбата ги сумираме по 6 декември. Нема проблем, благодарам уште еднаш. Благодариме за гостувањето.